Здраво на сите! Во ова издание на подкастот Плюс Инфо ни гостува еден политичар од Гостивар кој не е клучен за еднината на државата. Ова го цитирам. И еден суетен новинар кој е роден од Гостивар. Со мене е господинот Арбен Таравари, председателски кандидат на Сдружената албанска опозиција Вреди. Господине Таравари, ви честитам на кандидатурата и веднаш на самиот почеток сакам да ве прашам дали ве навреди тоа што господинот Ковачевски ве нарече политичар од Тетово, од Гостивар, се извинувам, кој не е клучен за еднината на државата. Не, воопшто, тој така си мисли, не ми пречи воопшто, значи секој може да се има свој сопствен став, што никогаш не ми пречело во животот, па дури ни сега. Штом Ковачевски мисли дека воопшто не е битен еден политичар од Гостивар, тоа е негов став, меѓутоа мислам дека од 3 февруари, кога излезе мојот статус на Facebook, се случи, можам да речам, чудна револуција во настаните во Република Македонија и мислам дека многу работи веќе се сменија и во перцепцијата на луѓето, така да можеби господинот Ковачевски мисли така, меѓутоа јас мислам дека сепак одлуката на Алијанса беше многу битна посебно за албанскиот политички блок, кај што веќе 22 години на власт е една иста партија. Ја често велам и седа беше супер, повторно е доста и многу. Иако имаше многу скандали, има се уште многу скандали, неправилности, нерегуларности, инфилтрации во институции. Така да ќе видиме, времето ќе покаже дали еден политичар од Гостивар е битен или не битен, или воопшто значај или не значај. На крајот, народот е тој кој што одлучува, граѓанинот е кој што на 24 април и 8 мај ќе каже кој сме битни и кој сме небитни. Така е. За тој обичен политичар од Гостивар, нели, Дуи водеше прилично жестока битка да го задржи во владеачката коалиција. Вие сведочевте дека сте можеле, ако сте сакале, да бидете и технички премиер на местото на Талат Џафери, а дури и председателски кандидат заеднички на Дуи и Алијанси. Вистина ли е тоа? Значи, директно со господинот Ахмети не сме го зборили ова, меѓутоа имаше луѓе кои што доаѓаа во име на господинот Ахмети дека дали сте заинтересирани да би биле технички премиер, зборам ова пред да излезе името на Талат Џафери. Меѓутоа и за заеднички кандидати имав и од партијата, меѓутоа и од луѓе од Дуи кои што се околу господинот Ахмети. И мислам дека да беше лично, персонално за мене, понудата на господинот Ахмети за коалиционирање беше понуда која што е тешко да се одбие. Меѓутоа не се работи веќе овде лично и персонално. Ако требаше да одлучам за господинот Ахмети и да се продолжиме, меѓутоа тогаш ќе изумреше идејата и каузата, главната кауза на Алијанса за албанците, антипод на Дуи, ќе изумреше. Ние ќе бевме веќе после 2-3 години дел од Дуи, можевме да организираме еден конгрес кај што ќе се обединиме Алијанса и Дуи. И ја не прифатив тоа што можеби да тестирам и да поминам и технички премиер и заеднички кандидат за председател. Јас се надевам без проблеми. Меѓутоа одлучив да го слушам народот и да го слушам обичниот гласач на Алијанса за албанците. Ја често го зборувам ова и во дебати, меѓутоа и во структурите на партијата. Не ми беше проблем членството да го убеда. Членството е околу 10.000 на Алијанса за албанците. Од нив 6 до 7.000 без проблеми ќе ги убедев. Дека треба да одиме со Дуи, ова е став над овој и тој, инсистира он и тој. И ние, наши математики се вакви, меѓутоа, ние еднаш за секојаш ќе ги изгубевме гласачите. Значи, Алијанса има околу 40 до 50.000 гласови. Тие 40.000, освен 10.000 кои што се членство, се луѓе кои што никогаш не биле во партијата.
никогаш не дошле да побараат нешто од нас. Никогаш не ни кажале дека гласаат. Меѓутоа имале доверба во нас, ја често ги нарекувам гласачи и симпатизери на Алијанса. Има луѓе кои што ја воопшто не ги знам, меѓутоа ги гледам и ги слушам и по телевизии, и по социјални медиуми, ни даваат огромна поддршка. Јас никогаш во животот не сум ги сретнал. Така да ти ги разочарувавме овие луѓе. И сега после еден месец, не пол месец, после статусот што го кажав дека кој е мојот став, гледам стотици членови, меѓутоа кои што беа во летаргија последната година на Алијанса, меѓутоа и гласачи и симпатизери кои што ми велат дека никогаш не сме биле активни во политиката и сега мислиме дека е моментот. Што друго ви нудеа во стилот на онаа реплика од филмот Кум, нешто што не може да се одбие? Имаше ли нешто такво што ви се нудеа во таа фаза на притисоци врз вас? Јас не би сакал да го кажам тоа јавно, мислам дека е некоректно. Тоа беше разговор меѓу нас и тоа 3 или 4 средби. Меѓутоа, со еден збор инсистираше господинот Ахмети ние да бидеме дел од да речам коалиција заедничка, само меѓу нас, не со СДСМ, само Алијанса и ДУИ. Ја не знам за разговорите со СДСМ. Видете, понудата беше добра за партијата, меѓутоа ние ќе го изгубевме идеалот и каузата на партијата. Што може да се понуди? Пари, простор? Не зборам за тоа, не никако. Зборам за пратеници, евентуално идни министри, позиции кои што се не. Се вршеше ли ваш притисок да подпишете нон-пейпер, да застанете во стројот сите албански партии заедно, претпоставувам зад Али Ахмети, нон-пейпер, се пишуваше за тоа, многу се говореше, во кој ќе се обврзете да не коалицирате со партија која има проблеми со уставните промени за внесување на бугарите во уставот, односно конкретно со ВМРО ДПМН. Имаше ли таков притисок? Не, никогаш немало таков притисок. Искрен да бидам... Имаше таков нон-пейпер на маса? Не. Барем јас не знам, може би имало, ама јас да не знам, не верувам. Меѓутоа, меѓу нас, јас се кажам и јавно, сме зборили и со господинот Ахмети, меѓутоа и со опозицијските партии, ја бев како фасилитатор, евентуално да се договориме дека Македонија нема друг пат освен европски пат. И освен левица во Македонија, ја не знам друга партија која што барем јавно кажува дека не е за европски пат на Македонија. Така да генерално сме збореле меѓу нас, значи и со господинот Ахмети, меѓутоа и со опозицијските партии, дека не би било прифатливо да бидеме дел од влада која што ќе го повтори филмот од 2008 година. Ја не би го посакал тоа. Тоа е најлошо сценарио можно за Македонија и тврдам и се уште стојам на тоа дека нашите граѓани излегуваат, одат од државата и не одат ниту во Кина, ниту во Русија, туку одат во Германија, Швајцарија, Аустрија, Италија и други европски држави и единствената алтернатива за државата е ние да го изодиме патот кон Европската Унија, едно елитно друштво кое што Македонија и заслужува да биде дел од тоа елитно друштво. Секако, тоа е неспорно и ќе поразговараме малку подоцна за тоа. Сакам само уште околу тој клучен период кога вие се кршите да ве прашам, немало нон-пейпер на маса, имало некаква понуда, добро деталите се небитни во овој момент, но едно знаеме, имаше еден куршум оставен пред вашата порта во куќата ваша во Гостивар. Ви сплаши ли тоа сериозно? Очекувавте да има атентат врз вас или нешто такво? Мене воопшто не, меѓутоа искрено дома мајка ми беше доста вознемирена, тоа е неспорен факт. И сопругата и децата нормално. Меѓутоа јас немав дилеми и денеска ви велам 27-8 дена после таа одлука, јас сум сигурен и со поддршката што ја добивам од полно луѓе, преку пораки, преку средби, мислам дека направив добар потек. Се чувствувате ли малку и виновен, бидејќи некако премногу долго седевте на две столчиња?
те излегувам, те не излегувам, те одам вамо. Јас, До моментот дека да автобеса. Моја мисија беше да ја држам унифицирана партијата, да не се расцепи партијата, тоа ми беше мисија и цел пред се. Меѓутоа видов дека дел од партијата, една фракција која што сега е веќе надвор од партијата, се доближи многу до ДУИ и видов дека не можам јас да ги раскинам, не можам да ги тргнам од таму. Практично моја перцепција беше дека тие повеќе се ДУИ сега отколку што се Алијанса и греот е цела партија да се уништи са еден болен дел, да речам, на партијата која што и така иреверзибилно отидено во ДУИ и одлучив нормално во консултација. Мислите на делот што го води Села, каде што е Кренар Лога и така натаму? Па одредени дел, повеќе таму се функционери. Нема оснивачи на партијата, многу малку има. Тие што се од почеток во партијата се, да не речам 10%, 90% се ваму. Тие што беа идеалисти во партијата, кои што ја оснивавме заедно Алијанса и потоа отидоа во некаков не беа активни. Се пасивизира и се тргна, се разочара, посебно кога влеговме во коалиција со ДУИ, во влада. Од тогаш, да не речам, ама повеќе од пола партија веќе ни беше, да речам, во клиничка смрт. Практично, ја сум му кажал и господинот Ахмети, и ако потпишеме ние, хартија се трпи. Ќе потпишеме било каков договор, меѓутоа, гласовите што ќе можеме ние да ги донесеме во таа коалиција се многу помалку од што се вашите очекувања, од што се анкетите. Се уште има луѓе кои што ни веруваат, меѓутоа кога би дошле и кога би биле во коалиција со ДУИ, би изгубиле секаков идеал во партијата и тоа ме болеше искрено, тоа ми беше доста болно и затоа одреден период ја преговарав и со едната и со другата страна, додека видам дали можам да ги тргнам овие што ми беа веќе ДУИ во Алијанса за албанците, меѓутоа не успеав да ги спасите од клиничка смрт, како што па, велите. Добро би било да можев да ги тргнам. Искрено мене ми е жал за Зијадин Села, уште мислам дека ние кога почнавме во почеток, почнавме со тоа дека треба да донесеме промени. Да не бидеме како партијата од која што излеговме како фракција, која што, ако гледате сега, повеќе е ДУИ отколку што е ДП. Што ако судот, сега работата не суд, нели? Што ако судот, постои една предпоставка, кај нас е судството такво какво што е, нели? Не сме баш замашала, нели? Што ако судот пресуди дека партијата припаѓа на таа другата фракција, таму ги даде печатите, ќе успели тогаш овој обид за реанимација што го правите вие сега да го вратите? Видите, толку има дилеми, имаше кај мене лично. Ја кога се случи ова на 3 февруари, кога излегов со статусот во Facebook, 4 тие бараа веќе јас да се тргнам, а тоа беше мој став, не одлука. Барав поддршка од членовите на Централното собрание од партијата. Тие утредента се собра и да го тргнам. Да. Ја ги собрав со работниците, 17 од вкупно 29 членови на Централното председателство. Им кажав, реков, ја не сакам драми да се случуваат, како со БЕСА, како со Алтернатива, како со другите партии. Ја би ги дал печатите, има во Македонија сигурно 10-20 партии имаат и печати, седиште и автомобили, немаат гласачи. Кај вас и печатите? Кај нас се. Меѓутоа, членовите на Централното председателство ми кажа, ако немаме половина од собрание, дај им ги печатите, нема никаков проблем. Меѓутоа, ова не е собственост на никој. Партијата е собственост на членството. Затоа те молам, викни ги, немало притисок кај ниеден член на Централно председателство или собрание. Сум ги повикал, мојот став е дека треба да донесеме промени во албанскиот блок. И од 138, 85 се потпиша. После им вршеа притисок, постанаа 75, без разлика. Повторно, повеќе од половина од Централното собрание се на наша страна. И фактите се непобитни. Судот било како да одлучи, и ја не планирам да се жалиме, да тераме процедури, да правиме филмови. Ја би сакал оваа приказна да заврши.
На крајот на краиштата често велам, имавме многу добар период со господинот Цела, соработувавме. Сега имаме две различни гледања на ситуациите. Он мисли дека сами треба да излеземе, индиректно да помогнеме на ДУИ. Јас мислам дека треба да бидеме дел од опозиција и заедно да ги донесеме промените после 22 години. Често и на пријателите им викам, некогаш подобро добар развод него лош брак. Така да, ја никаде не сум кажал пола лош збор за господинот Цела, заедно сме биле 10 години. Меѓутоа сега патиштата ни се разидуваат. Он мисли така, нека продолжи, нека излезе. Јас мислам дека се приклучив кон него за да донесеме промени. Не да помогнеме на ДУИ. Така да ќе изодам мојата битка и мислам дека, не мислам, туку сигурен сум дека на 24 април ќе го победиме прв пат ДУИ, а на 8 мај ќе донесеме огромната промена во албанскиот блок. Ја често велам историска промена за албанците после 22 години владење на ДУИ. Изјавивте дека само Стево Пендаровски ви е реален против кандидат за позицијата број 2 во вториот изборен круг. Предпоставуваме сите според анкетите дека позицијата број 1 ќе биде на ВМРО ДПМН. Бујар Османи не го е сапите? Не, јас ги гледам подписите. Ние одлучивме, ја сабота пуштивме да списоците да бидат во неколку општини. Бујар почна од петок, ДУИ почна од петок да собираат подписи и им требаше до понеделник навечер да соберат. Ние недела имаше околу 1000 собрани подписи спонтано. Понеделник, вторник во 14 часу завршивме 10.000 гласа. И анкетите што ги правиме и ние нормално, мислам дека сме во убедлива предност и што ме радува најмногу, ме радува што имаме подписи од турци, од македонци, од роми, и од бошњаци, и од торбеши, значи луѓе кои што сами се јавува, дури имам пријатели кои што се шета од општина во општина за да потпишат. Например, живее во аеродром, ние не пуштивме листи во аеродром. И тие ако живеат во аеродром не смеат во центар да потпишуваат или во Карпош, општина Карпош. Ја инсистирав дури не мора да потпишувате, оти имаме веќе бројки. Дури отидоа и на нотер. Ви зборам за десетици луѓе, не за еден, двајца. За десетици луѓе кои што од различни етникуми, не албански, кои што инсистираа сами ќе платат на нотар, само сакаат да бидат дел од мојата кандидатура, да поддржат, и ова навистина ме прави многу горд. И затоа велам дека надпреварот ќе биде со господинот Пендаровски, кој ќе отиде во вториот круг. Вие за себе велите дека сте заговорник на концептот на консензуализам и велите дека тоа е идејата на еден голем лик во албанската политика, тоа е Арбен Джафери, кога јас имам, малку сум повозрасен, па имам среќа да го запознам, практично сите албански политичари од 90-тите години наваму. Што е тоа? Што значи за вас да се биде консензуалист? Значи, ја имав среќа подолг период да се дружам со господинот Джафери, да се дружам како пациент и лекар. И тоа ми беше посебна... Навистина, он боледуваше од Паркинсон, да, така. А вие сте експерт за Паркинсонова болест. Да, јас работам повеќе со невродегенерација, со Паркинсон и со деменции. И имав чест и задоволство повеќе подолго да се дружиме. Да се дружиме не само со клинички преглед, туку и после тоа да разговараме. И една од инсистирањата на господинот Джафери беше да нема мајоризација во општеството во Македонија, да не доминира секогаш да го надгласува поголемиот по малиот. Тоа не се одесува само на централно ниво, туку и на локално ниво. И затоа консензуалната демократија беше негова аксиома, да кажам. За да се функционира како што треба да има меѓусебен договор меѓу поголемите народи кои што во Македонија албанците и македонците се скоро 90% од населението. И мислам дека основата и срцта на Охридскиот договор е консензуална демократија, која што за жал после 23
3 години од потпишување, се уште не е имплементирана како што треба. Јас не сакам, често кажувам, не сакам да останам само на процентот на застапеност, туку многу ми значи децентрализацијата. Често зборувам со експерти и со луѓе и ми кажуваат дека Уставот од 74 година, 1974 година, беше многу пофункционална за Република Македонија отколку ова што го имаме крпен устав. И да знаете дека така. И јас продолжувам да мислам дека на Македонија и треба 20-30 функционални општини, отколку 80, од кои што 60 се нефункционални. Одредени работи кои што 1984 со Уставот беа многу полиберални, отколку сега со овој крпен устав. И продолжувам да мислам дека ни треба, можеби, и граѓански устав, и за тоа треба да размислиме, и периодов на кампања, ја велам дека треба да имаме европска кампања во која што ќе отвориме дебата за многу работи. Сакам да ве проверам на едно конкретно прашање, како вие, дали сте навистина консензуалисти, како тоа ќе изгледа во пракса. Во едно интервју велите вака, ќе ве цитирам: ќе бидеме дел од влада која во одреден временски период ќе се обврзе да ги спроведе уставните промени. Сега, вие знаете дека после изборите во парламентот ќе има најмалку 60 пратеници македонци, кои се убедени дека овие уставни промени, вака како што се предложени, каде што нема ни збор за историскиот континуитет на македонската нација, каде што нема никакви гаранции дека со нив завршува софиската политика на уцени и на вето, значи за овие луѓе, тие уставни промени така дизајнирани, не велам некои други, него овие така дизајнирани, наставно не се прифатливи, ги повредуваат чувството на македонците, нивните интереси. Слободен сум да кажам, и за мене се неприфатливи. Како мислите да постигнете консензус со едно такво големо мнозинство за ова прашање? И во јуни 2022 година, кога дојде францускиот предлог за спорот меѓу Македонија и Бугарија, сум кажал дека не беше доволно инклузивен и транспарентен. И продолжувам да го мислам тоа. Значи, мислам дека тогаш требаше владата тогашна за целиот договор, кој што нормално беше предлог на француски се вика, меѓутоа е предлог на Европска Унија, требаше да биде инклузивна, значи да биде и ВМРО дел од тој договор. Можеби ќе имаше подобар предлог, можеби можеше нешто да се коригира и потранспарентен пред јавноста. Некако пред јавноста излезе адхок. Не прифаќаме, после 3 дена прифаќаме. И да беше така, ја мислам дека до сега ќе беа изгласани одредени уставни промени, кои што, видете, сега тоа се дел од барањата на Европската Унија за да ги започнеме преговорите. Ние мора да најдеме опција, формула со која што ќе го надминеме овој проблем. Значи, ја не инсистирам дека треба некој од нашите сограѓани да се осеќа лошо. Меѓутоа, секогаш постои формула за да се изнајдат решенија за одредени проблеми. И мислам дека повторно, јас сум убеден дека многу скоро ќе има формула за решение за уставните промени, без разлика, може нешто да се додаде или да се тргне малку од целиот тој пакет на договор, за да се продолжи. Меѓутоа, видите, имаше многу драми периодов, 6-7 години, тиранска платформа. 4 месеци луѓето збореа тиранска платформа, на крај испадна ништо посебно. Имаше преспански договор. Не постојат македонци, не постои македонски јазик. Ние сме дел од НАТО и сме безбедни како држава и ни требаше таа безбедност и ништо не се смени тука. Така е, господин. Повторно и со бугарскиот предлог ние ќе ги почнеме преговорите, можеби ќе има инвестиции во Македонија, можеби дел од граѓаните кои што отидоа во Европа ќе почнат да се враќаат. А можеби ќе нема. Како што сме тргнале сега. Јас се надевам, има неколку земји кои преговараат долго време. Да не ја спомнувам, Турција преговара кој знае од кога. Србија преговара, Црна Гора преговара. Само што срцето на Европа да не биде во Европа е невозможно.
Ја продолжувам да мислам дека во пакет сите држави од Западен Балкан најдоцна до 2030 година ќе бидат дел од Европската Унија, бидејќи не дека ние сакаме, туку на нив им требаме. Памтам за Преспанскиот договор, зборувавме со еден дипломат и зборувавме дека ние сме да бидеме од дел од НАТО. Тој ни кажа, не дека вие сакате, ние ќе мора да ве земеме да бидете дел од НАТО, така да и јас мислам во целата геостратегија и во целата голема слика, ние мора да бидеме и ќе бидеме дел од Европска Унија, бидејќи немаме друга опција, нема друга алтернатива. Се согласувам со вас и мислам дека најголемиот дел од македонската јавност, иако има луѓе кои ја прогласуваат за дел од рускиот свет, дел од српскиот свет и не знам што веќе, ја демонизираат македонската јавност, што мислам дека не е добро, не е така едноставно. Се согласувам дека немаме реално по-сериозна друга алтернатива, освен да се движиме таму каде што и припаѓаме во крајна линија историски. И сега, сакам да расчистиме уште едно прашање што вие го покренавте поврзано со отворањето на Уставот, каде што рековте, ако веќе се отвори Уставот, добро е да се повлече и оној прак, оној цензус од 20% кој се однесува на употребата на албанскиот јазик, па и на други некои права на албанците во државата. Дали сте сигурни дека предлагате добро решение? Видете, повторно ќе се вратам на Уставот од 74-та. Знаете кои беа официјални јазици во Социјалистичка Република Македонија? Па знам кои беа во Гостивар. Знам кои знамења беа во Гостивар. На ниво на Македонија беа македонски, албански, турски. Така е. И што имавме ние, што лошо видовме или помните ли нешто лошо од 74-та? Не. Дали имаше злоупотреби? Не. Гевгелија никој нема да бара на албански или прилепи. Пред општината Гостивар, се сеќавам во тоа време, долги години, дури во времето кога беа они гостиварски настали, нели, имаше македонско, албанско, турско знаме. Сега има и ромско знаме. Единствена општина во Македонија пред 2 години и ромско знаме. Но ова ми е битно. Ако се добро се сеќавам, а се сеќавам бидејќи бев близок до луѓе инсайдери кои преговараа за Охридскиот договор во 2001 година, и сакам да ви кажам дека цензусот или прагот од 20% беше определен како ексклузивитет во полза на албанската зеница. Не како ограничување. Што значи тоа? Само албанската зеница го исполнува прагот од 20%, тој квантум на население. И ако нема таков цензус, сутре, например, би можело во овој крпен устав наш, Франкенштајн устав наш, го нарекуваат некои, било која етничка зеница, да рече, сакаме и нашиот јазик да биде службен. Утре бугарите веќе се најде му насип, добро е што сте отворени да се најде добро решение за тоа прашање, ќе бидат во Уставот и тие би може да речат, сакаме и бугарскиот јазик да биде службен во Македонија. Како ќе го дојеме тоа барање, сите тие барања, ако го немате ексклузивитетот како албанци? Убаво прашање за да се дообјасни. Реков, ова е реалноста во Македонија. Македонците и албанците се над 90% во Македонија. Значи, демографски, ако се направи анализа, следните 50 години во Македонија повторно ќе доминираат, ќе бидат овие два етникума највише. Ако не доаѓаат масивно од некоја друга држава, или ако не се иселиме. Или ако не се иселиме сите, баш така. Така да, јас не знам устав во светот или било каков правилник кај што се за јазикот на еден народ се користи процент или бројка. Велам, повеќе до нашите сограѓани македонци, јас знам и Мицковски 2020 или 2021 година имаше изјава, не ми пречи 20% да се тргне. Знам и Заев, кој кажа во парламент. Значи, ако зборите со обичен сограѓанин македонец, ви кажува, тргнете ме, нека стои. Не, навистина не пречи. Ја не сум чул, ама вас да не ви пречи. Апсолутно не, апсолутно не.
Ние мора да се согласиме и за идниот устав кога ќе го составиме. Бидејќи тој процент е гаранција за ексклузивитетот на албанската заедница како втора. Видете, ние ги знаеме реалноста како е. Ако има добра соработка меѓу поголемите етнички заедници во Македонија, тоа е веќе хомогеност од повеќе од 90%. Тоа е гаранција за државата за следните 50-100 години како ќе функционира. Затоа велам и уставот треба да се базира врз овие реалности какви што се демографски во Македонија. На почетокот рековте, можеби време се размислува и за граѓански устав. Апсолутно. Што мислите по тоа граѓански устав? Па, како цела Европа и цел модерен свет, како во Соединетите американски држави, оваа држава е држава на сите граѓани кои што живеат во Македонија. Па зошто тоа така да не го запишеме во уставот? На тоа мислите? Да. Велам, ако го смениме уставот, зошто не размислуваме и за граѓански устав? Зошто не? Значи, да не правиме список македонци, албанци, не тврдам, апсолутно. Сите граѓани. Граѓани кои што живеат. Граѓани кои што живеат, без да ги наведеме овие или тие. Ние сакали или не ќели. Видете, зборите со помлади генерации, зборам за моите деца, например, овие работи што ги збориме јас и ти... Не може да ми го објасниме? Не сме интересни. Тера е работа, бе. Не ги интересираат овие работи, 20 јазикот, ова, тоа, вака е во... Не ги интересира, значи, оние се многу по-прагматични од нас, мора да признаеме. Многу поинаку го гледаат светот, бидејќи 50 години се пред нив, пред нас се уште 20-30, камо среќа, пред нив се следните 50 години, и тие се дружат меѓу себе и се многу по-соработливи отколку ние што ги комплицираме работите. И јас тврдам дека обичниот народ тука, меѓу себе, сите етнички заедници, не спомнувам ни една, соживуваат и живеат перфектно. Кој ги комплицира работите? Политичарите ги комплицираме работите. Инаку народот убаво си живее, нема никакви проблеми. Може да се договорат за се што. Одете во населби кај што се мешани, немаат никаков проблем. Имаше порано податоци, не знам дали скоро е правена таква анкета, дека да, има убиства во Македонија, како во секоја држава има убиства, ама најмал број од убиствата се меѓуетнички. Значи, во принцип, се убиваме секој своите. Малку имаме меѓуетнички убиства. И тоа нешто зборува, нели, за односите. Апсолутно. Значи, нема меѓу едни со други, туку меѓу себе. Да. Големиот проблем е. Така да, јас мислам дека ни треба визија, да се седне, да се отвараат овие теми и да се направи устав кој што ќе биде функционален и добро прифатлив за сите, а пред се да се мисли за децентрализацијата. Затоа често секаде спомнувам, ајде да видиме 74-та. Дали можеме повторно да го вратиме, функционираше, се беше убаво организирано, централната власт да, меѓутоа и локалната да биде битна, помалку општини и да ги ангажираме и експертите, нека размислуваат и да ги слушаме и да донесеме со консензус. Нели, овој устав е изгласан без поддршка од албанците во парламентот 90-тите години. Да. Време е сега да направиме продукт, не велам сега веднаш. Следните 5-10 години да размислиме додека сме во преговори со Европска Унија и да размислиме за нешто што е функционално и да ги прашаме тие деца како го гледаат, како ја гледаат иднината, а да ги видиме искуствата од Словенија, од држави кои што се поради Швајцарија, од други држави. Можеме да ја прашаме и вештачката интелигенција, да пишеме чат GPT. Ај пишете еден устав за Македонија сега. Ќе добиеме можеби подобар устав. Сепак мислам дека ни требаат искуства од поразвиени држави од Македонија. Се разбира. Меѓутоа и од експерти кои што имаат сенс за тоа. Така е. Да се обидеме малку да предвидуваме, да шпекулираме што ќе се случува после изборите, бидејќи се това некој треба да го сработи после изборите, тој што ќе биде на власт. Вие велите дека е дојдено времето, дуи после 22 години власт, тоа се навистина многу години, да ја пратите во опозиција, таа партија. Победник во македонскиот табор
Известно е дека ќе биде ВМРО ДПМН и тоа бројките кажуваат дека разликата е голема меѓу ВМРО и СДСМ во момент. Со други зборови, реалната комбинација, добитничка комбинација, би требало да биде коалиција меѓу вреди, меѓу вас Вреди, да. и ВМРО ДПМН во извршната власт. Се дали тоа вреди ќе видиме, ама има ли шанси, прво да прашам, тоа се случи? Видете, 8 мај, барем според анкетите, тоа што го гледаме во терен, мислам дека ќе се случи долго очекуваната промена кај албанците на 8 мај. 9 мај ќе славиме Ден на Европа. Да. И 10 мај можеме со сите да збориме, со сите политички партии, каде што даваат можност бројките, за се може да се комбинира за една влада. Меѓутоа, пред се и над се е најважно и најбитно европскиот пат на Македонија. Значи, доколку имаме гаранции дека продолжуваме по овој пат и ќе изнајдеме решение што побрзо и што поскоро, да го продолжиме овој пат, нема дилеми. Со секого можно е коалиција и нема никаков проблем. Меѓутоа, ако планираме да го вратиме сценариото од 2008 година, јас гледам за Алијанса за албанците, не можам за вреди цела да збориме, секој од партиите ќе каже, меѓутоа, мислам и таму е тоа расположение, дека немаме друга алтернатива освен европски пат, а јас не мислам дека ВМРО е против тој пат. Може би сега е кампања, овој период, може би пред електоратот така зборат, меѓутоа мислам дека... Добро, не зборат тие против Европа и тие од 90-тите беа прва партија која што промовираше Европска Унија и НАТО, така да се надевам дека повторно ќе се изнајде решение за да се продолжи понатаму. Први евроатлантски клуб е формиран во рамките на таа партија и така натаму. Па и како беше 9 април 2021 година, почетокот на асоциации со Европска Унија на влада беше ВМРО да помнам тоа. Така е. Почетокот на сите тие процеси почна со таа партија реално. Како стојат работите персонално? Мислам, многу кај нас во Македонија зависат и од персоналните одлуки меѓу политичарите. Христијан Мицковски неодамно изјави дека ве чувствува како близок пријател. Искрено, јас не сум се видел со Христијан Мицковски од ноември 2022 година, не сме се сретнали. Меѓутоа, пред тоа, кога бевме коалиција, сме имале коректни односи. Мислам, и во соработката во 2021 година за локални избори. Мислам дека соработката беше окей. После тоа, од јуни, кога се случија протестите на ВМРО против францускиот предлог, од тогаш се смени нашиот директор во едно од локалните предпријатија во град Скопје, од тогаш ние раскинавме соработка со ВМРО ДПМН, иако во општина Гостивар имаме соработка и со СДСМ и со ВМРО во мнозинството во советот на општината. 6 години ја за локална власт зборам, сме имале коректна соработка. Ве погодили тога кога од ВМРО ме обвинуваа дека сте купиле куќата во Тафталиџе за ичпари 500 евра, вака, така и онака. Не, видете, јас се радувам што 6 години сум градоначалник на Гостивар, немам некаков скандал. Може би има ситни грешки, меѓутоа скандал со пари, иако пушта финансиски полиции, организирани криминали, се и се што, меѓутоа немало скандал. Министер бев 100 дена, немаше никаков скандал. Така да нешто ќе најдат за што ќе зборат. Или за станот што го има во Скопје, или за станот ми се јавува. Дали е 88 квадрати или 92 квадрати, еден новинар од... Не сакам да го кажам бесникот, реков, дојдете и измерете. Пишува 88, а вие сте напишале 92 во имотен, во овако, како се вика, во комисија за... Зависи од која фирма сте окупиле, кај нас има фирми што ги шират становите. Тој стан е купен од 2014 или 13 година, реков, дојдете и измерете се, или 88 или 92. И за ова, иако во таа куќа е направена коалицијата меѓу 2021 е купена, пред да влеза во локални избори за втор пат. Добро. Некога влеговме во влада. И во таа куќа сме се виделе со господинот Мицковски и со села за да направиме
коалиција за локални избори. Тамо табла треба да ставите пред. Така да, без разлика. Јас знам дека може да има и такви обвинувања. Често им велам дојдете видете како изгледа и колкава е куќата. И ако еден доктор со 22-3 години стаж во животот купил само една куќа и една кола, признавам, тоа сум го купил така да со кредит, со одредени пари што ги имавме дома, така тоа е тоа. Немате да излезе кај вие се жалите, бидејќи Не, видете, јас работам, сопругата работи, имаме кирија во Гостивар, огромна куќа од татко ми која што е останата, така да живееме релативно комфортно, да речем. Така е, добре. Убаво се живее комфортно и да се каже тоа дека е така. Не велам дека сум богат, меѓутоа комфортен живот секако. А и самиот Мицкоски подоцна се соочи со лажни обвинувања дека купил куќа од €1.000.000 во Козле, па помислив Козле е Тафталије, тоа е блиско, да не сте пријатели по куќна линија, што се вика. Малку да се пошегуваме, да. Во ред, би сакал при крајот на овој интервју да ве прашам и за вашата професија. Вие сте лекар, невролог. Потесна специјалност, веќе кажавме, вие Паркинсоновата болест, и еден мој пријател ми кажа дека, сега не можам да се сетам на кого реферираше точно, дека некој познат белградски невролог, ваш ментор, дали при специализација, дали пред докторатот, Костич или не знам како нека презиме, не можам да сетам. Ерол Ризаов имаше новинарот една колумна, во која што видите, јас бев, во која што кажува дека кај некој доктор, точно, побарал за консултации, тој рекол зошто да дојдете во Белград, кога можете во Гостивар и го имате доктор Таравари. Пред да почнам со политика, јас работев како лекар, невролог, повеќе со паркинсонизам, меѓутоа и со мигрени, со деменција. Имавме огромен број на проекти во кои што соработувавме со Белград, со Сараево, со Загреб, со Љубљана посебно и највише со професор Пиртошек, Звездан Пиртошек, и со Приштина и со Тирана. Имаше и регионални проекти кај што беа вклучени Бугарија и Албанија и Србија и Црна Гора, и сите земји од регионот. Така да соработници се уште, например професор Маја Релја во Загреб, Пиртошек во Словенија, Костич во Белград, Јера Круја во Тирана, Африм Блюта во Приштина, значи екипа која што често организиравме и работилници во Скопје, во Приштина, во Белград, во Сараево, во Загреб. Престои имав огромни, значи долг период, посебно во Љубљана, меѓутоа и во Белград и во Загреб, така да... Сака да кажам, само комплименти стасале до мојот пријател, до тој човек за вас, но морам да ве прашам, вие сте успешен градоначалник, партиски лидер сте подолго време, стега се председателски кандидат, може би нешто ќе бидете во идната власт, политичите, за тоа се борите, нели? Ќе успеете ли останете во форма во медицината, бидејќи медицината брзо напредува, особено сега во време на ерата на вештачка интелигенција, мора да се биде постојано во контакт. Успевате ли да бидете во нака? Не баш, значи ако 2014-15 година во сите симпозиуми 70 до 80% од предавањата комерцијални ги правев ја, сега веќе не сум ни во 1%, затоа што зафатен сум со политика. Меѓутоа продолжувам да читам помалку. Секоја среда продолжувам да работам на клиника, бесплатно, без никаква компензација. Во Скопје? Во Скопје, во клинички центар, кај што прегледувам 50 до 60 пациенти на ден. И неделно прегледувам сигурно повеќе од половина од колегите кои што редовно секојдневно работат. Често ми викаат зошто одиш за реклами, викам никогаш не се сликам, ниту правам видео од клиника. Па и не сме видели. Се сликам, одам затоа што ако јас не одам, тие ќе дојдат кај мене, треба во општина да прегледувам, или да излезам у кафана, или да им одам во куќа, ти не можеш да ги вратиш луѓето, а посебно овие болести, луѓето се врзани емоционално. Се обидувам еднаш до 2 пати годишно да следам што се случува во науката. Обично одам на
1 до 2 подобри конгреси, сега да бидам up to date што се случува. Читам колку што ми останува време и работата со пациентите некако ме држи во кондиција, секако не сум тој таравари докторот кој што беше пред 10 години. Меѓутоа, повторно велам дека што ми има интерес од пациентите и секогаш бараат второ мислење и не е толку лошо. Сосема за крај, прочитав дека сте специјалист не само за Паркинсоновата болест, туку и за мигрени, за главоболки. Кого најмногу ќе го боли главата после избори? Да. На крај, кога бев на клиника како шеф на одел, бев шеф на одел за болни синдроми, главоболки и мигрени. 8 мај ќе биде интересно и 24 април уште поинтересно. Ја посакувам да има од наша страна сигурно ќе биде европска кампања, без да кажеме лошо за некого, само ќе кажеме нашите проекти од наша програма. Ако не напаѓаат, само ќе им одговараме, меѓутоа нема да ги напаѓаме, иако има скандали што не ги помниме, се забораваат, секоја недела има нови. Така да се надевам дека ќе донесеме долго очекуваната промена кај албанскиот блок. Јас често велам за албански, косовски медиуми, велам историски, вика секогаш велите историски, кам не. Кај нас се овие избори се како кај вас 90-тите години, кога си замина Енвер Хоџа, и ние сега сме во таков период, 22 години една партија и седа беше перфектно, е многу и долго. Знаете како велат, има еден афоризам вели, кај нас некои години се сушни, некои се водни, ама сите се историски, нели? Да. Ова не е така, сепак има големо значење во избори. Ја не би сакал да го боли глава никого, едноставно културно господинот Ахмети после 22 години владење, добро и за Дуи да отиде во опозиција еден период. Еден од нашите пратеници кажа, една партија не е партија ако не била дел од опозиција. Ние се надевам ќе овозможиме Дуи 4 години, тоа е добро и за Дуи, и за општеството, и за државата, а и за генерално албанците, да пробаат и со друга опција барем еден мандат. А ако некого боли глава, доктор има. Да, тука сте. Тука сте. Господин Таревари, ви благодарам за интервјуто, ви посакувам успешна кампања, после која никого нема да боли глава, а македонците се чувствуваат подобро, македонците, сите во Македонија, сите граѓани на Македонија. Ви благодарам за можноста и на вас. Да. А вас, почитувани гледачи, ви благодарам на вниманието и уште еднаш го посетувам. Ако ви се допаѓа ова што го работиме, ако ви се допаѓаат овие подкастите, не заборавајте да ги притиснете копчињата лайк и subscribe, бидејќи така полесно ќе доаѓате до она што ние го правиме и до нашите производи. Ви благодарам.